чизкейк от Шарлота. Да го пробаме. Еклерите му се супер. Сега да видим нещо друго. Здраво на сите и добре дойдовте в моят нов влог. Малко чудно го почнувам влог в една вечер, но сакам да ви покажам неколко работи, що имам нови. Значи, почнувам от що си купих денес. Денес бях в Скопия. To Eastgate и си купих една обична блуза на прерамки, тая 2 кики, и си купих едни долни панталони, летни. Сега не се пеглям, зато изглежда така, но ке можете да ме видите кога ги пробвам. И тия са 2 кики. Бев до Зара, имаше попуст, но не найдох нищо. Бев манго, исто нищо. Не влег в Биршка. Там планирах, но немахме време, пазата следният път. Следно. Що да бев поклон от моите другарки за Bride to be, забавата, комплет. За събиране беше преубаво завиткан. Ке можете да видите на сликите. Ева како изгледа. Значи, най-първи панталони. Ове материала премногу меки, но наистина много ми се допаѓа. Има врежани како срценца. Не знам дали може да видите на камера. Дълги панталони, лесни, и аз обожавам. Спия ми по-кратки, но дълги панталони ми са нещо най-най. Кратки панталончина и 110 мек материал со врежани срценца и на краят малце чипка, наметка. И аз ваква иста имам. Сега ќе ви покажам. Само малце. Ева. Ова ми е за свадбата со Bride. И имате видено предходните видеа, но овој материал и овој материал много се разликуват. Ова е вистина много мек. А ова ти е како онак, колко да има за свадбата. Секак може да се изкористи, но повеќе не се бенефисира тоа, што го имам добиено на поклон. И со него се разбира лента за врсување. После тоа имам долга спавача на кимони. Еве, така изгледа. Јас искрено не спием во фустани, затоа што мен секогаш ми е ладно. Спием бич фустана до тука. И блуза на кимони, што не знам дали воопшто ќе го носам, но сепак благодарам на прекрасен поклон. Исто имаше и за наочи. Не знам каде ми е. Ајде, ај. Ова е добра работа, имам веќе неколку. Што имавме на нашата забава? Јас ќе ви оставам и слики, но еве да ви покажам. Знаете ова Bride to be. Со слики. Имавме вакви интересни рози. Имавме цевки, Team Bride и Bride to be. Имавме... Јас имам вставено по едно гледалце во секој торбе. Турбината изгледаат вака. Ова беше моето, овие беа другите. И имавме исто така и ладалца за фотосесија, слики, такви интересни работи.
Имахме бомбици и на бомбиците имаше Bride to be, Team Bride, такви слични работи. Имахме тетоважи, Team Bride и Bride, што можете да видите. Ќе ви оставам малце видеа и слики за да видите отпред како изгледаше нашата забава. И veil со Bride to be, исто за сликање. И венче Bride. Тоа е тоа. Имаш интересен работ, вистина. Организацијата беше добра, задоволна сум од забавата. Се и до друштвото, морам да речам. Бевме во вила со базен. Прекрасно си поминахме. После тоа бевме во ноќен клуб, но искрено таму веќе, како да кажам, бевме малце изморени од сите средување, од сите организации, па затоа многу брзо се заминавме. Тоа е тоа. Имавме сликар на забавата. Сликите треба да ги земам утре на USB. И да, ќе објавам на Facebook, на Instagram, на нешто, па ќе можете да видите доколку сте заинтересирани, можете да ме заследите. Ми скупив едни сандалки, но моментално ми се в кола, така да нема да ви ги покажам сега. Во наредна прилика. Се сеќавате на овие панталони. Овој колон не е со нив, туку еден кафен, но оваа комбинација беше баш добра. И оваа белезица ми е од Shein. Овие се две на сестра ми, а ова со бизерчината е мое. Сега одам да извадам се што не припаѓа повеќе и да се спремам за кревет. Како што гледате, се уште коферите ми се таму долу и уште нешто. Што значи да се живее во куќа со 3 жени? Може да видите. Премногу козметики, шминки, веќе не можеме да најдеме ни тоа што не треба. Но, што да се правим? Кажам нешто. Денес ги добив сликите од Моминската. Денес бев, пазарев некои работи за дома, завршив премногу работи. Премногу, дури и ја чистев сама колата. Од нашата фотосесија излегоа над 650 слики. Многу сум задоволна од сите како се испаднати. Некој има малце дупли, во смисла секоја секунда слика, но не е важно, јас сум презадоволна. Сега ќе ви покажам.
Занемерете го ринг лајтови тоа што не сакав да станувам за да запалам лампата. Значи, ги ставам сликите на драйв, затоа што се премногу и не можам на секоја девојка да ги праќам посебно. Тука сум стигната до 414, значи скоро пола, повеќе од пола. Оди многу бавно, затоа што сликите се многу квалитетни. Сега ќе ви покажам. Еве тука. Пример, отворам една рандом. Еве, да видите. Сликите ги добив на USB. Во USB го купив 450 денари, 32 гигабајти. Одамна немам работено со USB и мислев дека нема да ми одговара, но затоа што едно USB не ми го прима и мислев дека мојот лаптоп има проблем, но штом прима, значи сега ќе можам да работам повеќе со видео. Еве како изгледаат од прилика. Премногу се квалитетни. Пример, колку и да се зумируваат, квалитет не се губи. Ми се бендиса. Еве тука може да видите Bright to be, балоните во базентот и нашите тетоважи, само што тука не сум јас. Во тој момент бев да ја ставам тетоважата. Да ви кажам нешто интересно. Ги гледат овие балони во позадина. Јас мислев дека моите девојки тоа го спремиле. Обично со такви работи се занимава мојата сестра. Но јас знам дека мојата сестра никогаш, ама баш никогаш не би ставила жолти балони во розовите. Затоа што таа е многу специфична и таа секогаш работи со две бои. Значи за било каква декорација, за што и да се организирам, таа секогаш става две бои. И затоа јас малце искрено се сомневав, но сепак цела вечер тие ми кажуваат дека тие ги доја балоните. Другиот ден ми кажаа дека декорацијата била од претходната вечер, од некоја друга забава што правеле, само што ние можеме и понатаму да ја користиме. Друго нешто интересно, што сега немам слика, но пред некој сат видов на Инстаграм друга девојка што прави Bright to be парти во истата вила Софија, истите балони ги користи и нашето Bright to be што беше во базентот, ова му е ставено надите. Што значи ова е неверојатна соработка, сите да поминиме со некоја иста декорација, невозможно. Многу сум задоволна. Еве да видите масата. Имаше различни јадења, даски, пица имаше чизкейк, имаше мафини, бомбици. Прекрасно беше. Многу сум задоволна. Се надевам дека наскоро ќе можам сите слики да ги префрлам и ќе можам да си легнам. Ова вечер додуша имам малце повеќе работа. Да видим како зумира. Утре ќе одам Албанија
на први имам закажана заболека, што значи пак се враќам за Македонија. Малце ми шетање, но што да правам. Така да утре ќе ви снимам. Сега имам уште неколку мали работи што треба да ги завршам на компјутер и си легнувам. Не е многу доцна, како не е доцна, 1 часот е. Јас сум станата во 7 и затоа се гледаме утре. Јас сум во Албанија, вчера дојдов, ништо не ви снимав, но да ви ја покажам спалната. Еве, сега малце неред, но затоа што ви ветив, зборувам малце тивко, децата спијат. Децата направилно Филип и ја добивме оваа мала комода. Супер, ни треба уште перде и ќе бидеме комплетни. Тука се уште ништо немаме распаковано. Таму полначи сите тие работи. Филип купи една лампа. Преубава свети на вечер. Ова искрено најмногу ми се допадна. Само што треба бела пастелнина да земам. Тоа е тоа. Тука имаше мало невреме. Не знам што се случи со времето. Денес беше баш она топло, но ете, нешто задува ветер. Јас сум Македонија, повторно, и можам поопуштено да ви снимам, затоа што не сум во гушва. Како што ви кажав, бев на заболекар. Од оваа страна ми се сите запи поправени. Сега имам уште од оваа страна 2. Ќе одам на први. Денес е Илинден. Му честитам име на сите што слават. Многу бав празник, но јас сум дома. Денес искрено не планирав ништо да правам и не правев. Се одморив, спиев подолго. Навистина ми требаше одмор, затоа што сум цело време некаде и тоа не ви снимам се, но секогаш сум некаде, секогаш имам нешто да правам и така, натаму. Вчера купивме бурми, тоа заборавив да ви го кажам. Имам уште некои многу ситни работи што треба да ги завршиме до свадбата, но се надевам ќе стигнеме се. Утре повторно одиме Скопје, треба да купи Филип костум, јас треба да земам уште некои работи, што сега за поклон, треба да најдам штикли. Сестра ми замина на одмор, треба да се врати да ги доработиме бомбоните, треба да поидеме кај жената за декорација, за торта да одлучам, милиони обавези, искрено. Но до свадбата имаме уште 2 недели. Знам дека многу брзо ќе помини и се радувам. Тоа е тоа што сум днесува од овој влог. Се надевам уживавте. Доколку имате некои прашања, слободно пишете ми во коментар. Ќе гледате уште милион други работи што ќе ви снимам понатаму, затоа останете со мене и со мојот канал. Клучете ги сите известувања за да не пропуштате видеа, а ние се гледам во мојот нареден влог. Чао!